Синдикатите очекуваат едногласна поддршка од пратениците за предлог измените на законот за минимална плата за минималецот од 18.000 денари. Доколку се донесе, треба да почне да се применува веќе од март, што значи дека во април околу 80.000 работници треба да земат зголемена минимална плата. Александра Филиповска е во собранието ова предпладне. Александра, предлог измените на законот за минимална плата се последна точка на дневниот ред. Што се случува предпладне во собранието? Да, Билјана, тече пленарната седница на која што во моментов се утврдува потребата од носење на повеќе законски решенија, меѓу кои и тоа за измените и дополнувањето на законот за минималната плата, кои што владините представници со работодавачите и синдикатот пред неколку денови го договорија на економско-социјалниот совет, со што платата од март годинава ќе треба да порасне минималната плата на 18.000 денари. Се очекува пратениците да го усвојат дневниот ред, меѓутоа неизвестно е дали законот за минималец ќе оди и денеска би можело да се најде и на комисиска расправа. Пратениците се скептици дека тоа ќе се случи, бидејќи има многу точки за разгледување предходно. Она што се знае дека законот најде на поддршка и од власта и од опозицијата. Од ВМРО предходно излегоа со став дека тие ќе го поддржат законот, меѓутоа ќе достават еден единствен амандман со кој што ќе бараат покрај 18.000 денари минимална плата и другите плати да претрпат усогласување со минималецот. Од власта пак не беа конкретни дали ќе го поддржат овој амандман, бидејќи како што кажа, сето тоа е регулирано со колективните договори, односно синдикатите ги регулираат со колективните договори. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата. Јас не би рекла дека тоа го бара опозицијата. Јас би рекла дека тоа се спроведува со колективните договори и понатаму ќе се продолжи социјален диалог кој што ќе биде импликација на она што е донесено со минималната плата. Во фаза на преговори сме, дефинитивно, значи, се што работиме во интерес на граѓаните. Зошто да се поддржи нешто што веќе е планирано да се направи или веќе се преговара околу тоа? Да, Билјана, во моментов тече потребата од донесување на повеќе законски решенија. Она што се знае дека од март, односно со исплатата на априлската плата, околу 80.000 работници со изгласувањето од пратениците на овој закон ќе треба да добијат повисок минималец кој ќе изнесува 18.000 денари. За сето тоа ќе има субвенции од владата за работодавачите, односно ќе се субвенционираат и ќе има финансиска помош за плаќање на разликата од покачувањето во придонесите. Ние остануваме тука да видиме дали сепак законот за минималец би можел да се најде и на комисиска расправа, иако пратениците се скептици. Со повеќе информации ќе се јавиме во вестите во 15:30. Да, се очекува одлуката за минималецот да биде 18.000 денари да биде преточена и во закон во текот на денешниот ден.